По првичната радост дека Шара конечно ќе биде заштитена планина пред долго очекуваната постапка за нејзино прогласување за национален парк, веднаш се исправија повеќе проблеми кои со сигурност навестуваат дека ова нема да биде едноставен процес. Од неколку страни доаѓаат притисоци најчесто од бизнис интереси за прекројување на заштитените зони, односно значителен дел кој треба да биде со повисока да премине во зона со помала заштита. На есен ќе има јавна расправа во која ќе се изнесат експертските аргументи зошто Шара заслужува да добие статус на национален парк. Не би требало да има некои крупни поместувања ниту во зоната за активно управување, ниту за одржливо искористување, затоа што генерално сме согласни дека, например, скоро сите населби, сите патишта и така натаму, генерално се во зоната за одржливо искористување, за да не сметат на некој, да не пречат на активностите на локалното население. Исто така некои економски активности што се присутни на овој простор, исто така се ставени во зоната за одржливо или пак сосема надвор се од границите на национален парк. Токму водејќи сметка за тоа да има некаква одржливост, односно да се има економска активност која што е неопходна нели за опстанок на населението на тие простори. Експертите во студијата за валоризација на Шарпланина ги предложија зоните за заштита со кои се исцртуваат контурите на идниот национален парк, распослан на повеќе од 540 километри квадратни, а владата неодамна ги прифати. Тоа всушност значи гаранција за запирање на масовното уништување на природата и незините богатства, кои безмилосно и неповратно се губат. Има 4 зони. Зона со строга заштита со 175 километри квадратни, каде се наоѓаат глацијалните езера, алпските камењари и горната граница на шумските екосистеми. Тука нема да бидат дозволени никакви активности освен за научни истражувања. Зона за активно управување, која зафаќа и најголема површина од 230 километри квадратни. Зона за одржливо користење, тоа е делот околу ски центарот Попова шапка и други населени места со површина од 136 километри, а најмала е така наречената зона на заштитен појас од само 1 километар квадратен. Во јавната расправа и врз база на консултација експертите можат да предложат исклучување на некое подрачје или заобиколување, слично како што тоа го направивме во Соговските планини. Мислите на тоа делот што е сега во заштитна зона да оди во во помала заштита, да кажам, за да може да практично некои екосистемски сервиси што би се добили или некои материјални добра кои што може потоа на националниот парк да му донесат средства дополнителни да преидат во една пониска зона на заштита. Строгата заштита ќе си остане строгата заштита. Само зборуваме дали може активното управување и одржливиот развој да во одреден процент да се преклопат. Но кои се притисоците за промена на нивото на заштита? Најсилни се од концесионерите на малите хидроцентрали. Например, токму во предложената зона за строга заштита на реката Пена е склучен договор за концесија за една мала хидроцентрала, а машинската зграда се наоѓа на границата со зоната за активно управување. И ова не е единствен случај. На Шарпланина досега се изградени, веќе се градат или се планирани мали хидроцентрали дури на 70 на локации. На планината досега се видливи конструкции на 26 локации, од кои 16 се во предложеното подрачје за заштита. Од нив на 8 локации се склучени концесии за мали хидроелектрани, за кои или нема издадено дозвола за градење или се уште не е започната градбата. Биолозите и останатите стручни лица за заштита на природата се погласни со аргументите дека малите хидроцентрали носат повеќе штета од што корист. Изградбата на една хидроцентрала повлекува честопати измена на водотеците на реките, промена на издашноста на изворите, а со минирање на изградбата на зградите неповратно се уништуваат речните екосистеми. Например, поради големата оптовареност на реката Пена, намален е протокот на вода, што директно влие врз животот на целото местно население, од Вешала до Јадоарце, кои се под ризик да останат без доволно вода. Најубавите долини на Шарпланина фактички се затрупани со огромни блокови камења, кои што се најчесто резултат на минирање токму за пробивање на патишта кон оние мали хидроцентрали. Луѓето не се ни свесни и оние што вложуваат во хидроцентралите понекогаш не знаат дека тоа нешто покрај
деградација комплетна на вредностите на планината, предизвикува опасност и по нив самите, затоа што теренот станува нестабилен и може лесно да се појави силен порој, или пак да се појави некој одрон, слечиште и така натаму, па да дојде до затрупување и на централата или евентуално појава на човечки жртви. Битката на сопствениците на хидроцентралите сега се очекува да биде насочена или кон менување на зоните или кон забрзан старт на градежните работи, за да се искористи беззаконието. Но тука лежи и вториот проблем. Тоа е оштетата кон сопствениците на концесиите што државата ќе мора да ја плати за раскинување на договорите. Висината зависи од тоа колкав дел од хидроцентралата е изграден, односно колку пари вложил сопственикот. Хидропотенцијалот спаѓа во обновливи извори, не загадува, но од друга страна го уништува биодиверзитетот доколку не е направен согласно стандардите и процедурите. И затоа повеќе таму нема, ние тоа и наша иницијатива како Министерство да не даваме повеќе дозволи, но постојат како хендикеп, постојат договори, некој ги склучил со државата и тоа треба да се наплати или обештети. Тој процес на преговори се плашам дали брзо би можело да се заврши. Од решавањето на овие проблеми зависи и днината на Шара. Без статус на национален парк како што е сега, шарпланинските шуми се оставени на немилост на дивите сечачи. Никој не може точно да каже колкава површина шума е незаконски исечена. Разновидните шуми кои имаат посебно високи конзервацијски вредности и кои се одликуваат по своето еколошко значење, се под закана и од агресивното искористување на природата, како од неконтролираната урбанизација, изградбата на патишта, викенд куќи и други објекти. По одлуката за прогласување на Шара за национален парк, Министерството за животна средина до 30 септември треба да изготви акт за прогласување на Шара за национален парк и да спроведе јавна расправа, пошто собранието треба да го изгласа законот со кој Шара би била прогласена за 4-ти национален парк во земјава, а површината која би била заштитена би се зголемила за 2,1%, односно вкупно 15%, што е услов за почеток на преговорите за заштита на животната средина.